Премиерот Димитар Ковачевски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски ја посетија фабриката за преработка на ориз Левидија Агро во Кочани. Таа, како турска инвестиција, веќе 8 години успешно работи на домашниот и на странските пазари. Раководството на компанијата информираше дека годишно во капацитетите на фабриката се произведуваат околу 2500 тони бел ориз. 80% од производството се пласира на пазарите во Албанија, Косово, Швајцарија, Финска, Србија, Турција, Соединетите Американски држави и Канада. Инвестирани се сопствени средства во најсовремена технологија за преработка на оризовата арпа, како и за контрола на квалитетот на готовите производи, беше нагласено при средбата со премиерот Ковачевски. Владата е во секојдневна комуникација со стопанството, со граѓаните, се со цел да креираме навремени и таргетирани мерки кои ги носиме и на дневна основа, како што можете да се уверите. Будно ја следиме состојбата уште од првиот ден на енергетската криза, која очекувано беше дека ќе предизвика и ценовен раст на храната. Нашата цел е да го заштитиме стандардот на граѓаните, но истовремено и ликвидноста на компаниите. И за нас се важни сите, и граѓаните, и стопанството. Дека мерките што ги носиме се исправни, покажуваат и фактите кои што се пред нас. Што неколку месеци наназад, поточно последните 4 месеци инфлацијата опаѓа. Сметам дека ќе ја намалиме на едноцифрена бројка во наредните месеци, а ако трендот на намалување продолжи, тогаш и ќе се оствари прогнозата на владата за намалување на инфлацијата на 7,1%. Конкретно за оризопроизводството, за 300% ги зголемивме субвенциите за производство на ориз. Денес имаме највисока историска откупна цена на оризот, која што се движи од 36 и 38 денари за откупен килограм. Навремено ги исплативме субвенциите за полјоделците и за 2364 производители на ориз, а добија и зелена нафта со зголемен износ од 1600 денари по хектар. Воведовме посебна мерка за набавка на комбајни за жнење на ориз, како и мобилни сушари за ориз. Воведовме нова мерка од програмата за рурален развој со која им помагаме на откупувачите и преработувачите на бел ориз да го зголемат извозот и да ги намалат трошоците за амбалажа, која што е мерка првпат воведена во нашата држава. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Бачовски нагласи дека досега се реализирани неколку мерки за финансиска поддршка со што државата им помага на оризопроизводителите. Се исплатија дополнителните 3 денари за предадена оризова арпа за периодот од 16 декември 2021 година до 30 јуни 2022 година, со што практично се заокружи финансиската поддршка која што беше ветена уште во 2021 година, а која што беше зацртана преку програмите ковид програмата и програмата за финансиска поддршка, главно поради нарушувањата на пазарот кои што се случија поради здравствената ковид пандемија. Со пакетот кој што вчера беше реализиран, вкупната финансиска поддршка изнесува над 90 милиони денари, значи 30 милиони денари или 500.000 евра кои што ги напомена премиерот, меѓутоа и претходната исплата која што се случи на крај на 2021 година од 60 милиони денари или 1 милион евра, со што буквално со 1,5 милиони евра дополнително интервениравме за да дојдеме до некоја соодветна цена на оризовата арпа. Од раководството на компанијата Левидија Агро упатија благодарност за државната поддршка во подобрувањето на пласманот на оризот, особено за јакнењето на соработката со турската влада. We are in close contact with the Turkish authorities also, TİKA and Turkish Ministry of Agriculture, which we try to collaborate and bring together the two ministries, how to make the things better in Macedonia for the rice business. Also to be able to use this 8,000 tons of agreement between Turkish government and the Macedonian government that without custom tax that can be brought to Turkey. Во рамки на посетата на премиерот Ковачевски на компанијата Левидија Агро беше нагласено дека за унапредување на оризопроизводството во Кочанскиот регион потребно е да се промовира кооперативен тип на организации. Исто така беше побарано да продолжат мерките за консолидација и укрупнување на парцелите, за да се намалат трошоците и да се зголеми ефикасноста во обработката на земјиштето. Пригодна празнична програма и великденски базар ќе се одржи во рамки на одбележувањето на најголемиот христијански празник Великден.
Програмата е закажана за четврток 13 април со почеток од 10 часот и 45 минути во Паркот на Револуцијата. Во неа ќе учествуваат ученици од основните и средните училишта од Кочани. На Великденскиот базар, учениците од основните училишта Свети Кирил и Методи и Марина Попиванова ќе имаат штандови на кои ќе продаваат своји изработки. Средствата што ќе бидат собрани од продажбата ќе се наменат за збогатување на програмските содржини на овогодишниот Великденски хепенинг. Придонес во одбележувањето на Великден годинава даваат и учениците и менторите од машинската струка од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Свој придонес во збогатувањето на Великденската програма ќе имаат и приватната детска градинка Амичи, јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова, како и музичкото училиште Ристо Јуруков, Средното училиште Лјупчо Сантов и основните училишта Крсте Петков, Мисирков, Раде Кратовче и Малина Попиванова. Нивни ученици ќе имаат своји настапи на платото пред Центарот за култура Бели Мугри. Програмата в четврток ќе трае до 14 часот. Наставниците и учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи во соработка со детската градинка Павлина Велјанова реализираа активности пред престојните великденски празнувања. Најмладите од градинката се запознаа со можностите за продолжување на нивниот наставно-образовен процес. При тоа го разгледаа училиштето и просториите во кои се одвива наставата, како и наставниците кои го реализираат наставниот процес. Пред великденските празници, но исто така и во пресред на уписите кои што треба да се направат на следните наши идни правачиња во учебната 2023-2024 година, нашето училиште, основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, денес реализира активности во соработка со јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова од Кочани. Поточно, нашите колеги од пето оделение, наставниците од пето оделение, исто така и наставниците од прво оделение, заедно со своите ученици, денес ги пречека дечињата од најголемата група од Детската градинка Павлина Велјанова и заедно ќе реализираат низа на активности со што ќе ги воведат нашите идни правачиња во новиот наставно-образовен процес кој што ги нив очекува во текот на следниот период. Воедно, нашите идни правачиња, односно дечињата од Детската градинка Павлина Велјанова ќе имаат можност да се запознаат со своите идни наставници, но и со просториите во кои што ќе поминуваат најголем дел од денот од следната година па натаму. Имајќи во предвид колкав е бројот на ученици кои што ги имаме запишувано во текот на изминатите години, тој број варира секогаш од прилика од 100 ученици до 120 ученици. Минатата година имавме запишено 119 правачиња само овде во централното училиште и имавме запишено уште 15 правачиња во нашите две подрачни училишта. И оваа година очекуваме бројката да се движи тука некаде од прилика од 110 до 120 правачиња во централното училиште и околу 15 до 20 правачиња во нашите подрачни училишта заедно. Во рамки на активноста, учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи и дечињата од најголемата група во Детската градинка Павлина Велјанова реализираа активности во кои изработуваа различни предмети, како и изработки со тематика од празнувањето на Великден. Во рамки на пролетната акција за озеленување и хортикултурно редување на јавните површини во Кочани, засадени се нови 1000 садници. Се работи за нискостеблести растенија и грмушки. Озеленувањето е реализирано на булеварот Тодосија Паунов, на потегот од автобуската станица до Житориско, како и на булеварот Стево Телосиевски од двојниот мост кон Стришани. Во наредниот период, во зависност од временските услови, хортикултурно ќе се уредуваат и други локации. Истовремено ќе се врши и обновување на оштетените и сушените насади. Комуналните инспекцијски служби од општина Кочани апелираат до граѓаните совесни и одговорно да се однесуваат кон новите садници и дрвјата и воопшто кон зелените површини, за да се зачува естетскиот изглед на централното градско подрачје. Ученици и вработени во Средното општинско училиште Гошо Викентиев годинава даваат свој придонес за великденското празнување. Учениците од машинската струка, заедно со менторот Ивица Јорданов, изработија великденско јајце со висина од 3 метри и 20 сантиметри и тежина од 200 килограми. Јајцето веќе е поставено во градскиот парк во рамки на великденскиот хепенинг Сподели радост.
Во изработката се користени искуствата од практичната настава, а употребени се метални цевки и мрежа, како и гипсирање и боедисување. Овозможено е да се постави и електромотор со кој јајцето ќе прави ротација од 360 степени. Пред великденскиот хепенинг се реализираше и соодветно украсување на околината, со што локацијата веќе го привлекува вниманието на минувачите кои застануваат за да се фотографираат.